Во бетон со мочка, име да си напише, тој може. Чувај ми го Стојанче, оде до Боже, и кроми да го расплаче. Тој може, чувај ми го Стојанче, оде до Боже. Вие заебајте се. Некој смислил го опел Стојанче у песна, некој дечко, не знам како се вика, бендов музикава е топ, рок иде онака цврст, некој рок цврсти рифови, текстов за Стојанче бе, у песна го пеа. А пред 2 дена ја ова песна бе, у смисла овака нашиот Чак Норис, мислам, тоа е позадинава, нели, Кромидов да го расплаче, може му мочка со мочка у бетон име да напишем. Може, а ја баш пред 2 дена, нели, кога споредив со Чак Норис, кога кажа, викам, и Чак Норис го вика Стојанче кај него дома, кој треба да му ја распали скарата, со карате потези. Нема врска, знаете, јас со Стојанче можам и да се зезам и ове добро, мислам, комуницираме меѓу нас, ама и он таков е, не се љути, така да знам дека не се љути. Неко све што е против него, он па и сам си објавува. Оти знае, нема одбрана за тие работи, сами ги објавува тие заебанци за него. Како и да е, не знам кој е дечково, кој е бендов песна, ама хит ке стане. Вика, чувај ми го Стојанче, од Дедо Боже, нешто така. Не се. Вчера имав една епифанија, иначе. Тоа на превод е проблесок, некое моментално сознавање, што ти светне у глава, пц, ке ти се појави одеднаш. И ја го добив у овој ланецов норвешки маркети што е кај нас. Мислам, не знам дали се норвешки маркети, може и наши да се, тој ланец, ама се цените норвешки. И нема везе, влагам нешто да зјам, има оној штанд кај што става храна на попуст, на која веројатно пред истек на рок што име тука да. И ја тука има поише продукти, ја застанав да видам нешто што има на понижење. И баш на понижење, гледам тука чекаат десетина луѓе со торби, знаеш, чекаат. Никој не гледа у тоа, него чекаат и у тој момент, ја кога гледав нешто тамо, некој сирење на понижење, и доаѓа една од тие вработените со огромен пакет, еве ги вика колбавчињата. И вади, само вика чекајте да ги ставам. И почиња да вади тоа некои кобасици, поема немам скараджиски како си, и ги става тука. Не знам колку имаше, многу ги настава тој редот, ги настава на една врз друга. Само што се потргна људи, сите како теледиригирани, сите вака како што гледаат на оние Black Friday која ќе влагаат у Америка, у тоа продавниците која продаваат гардероби, бела техника, врна тоа мало доле што е вака тоа корпа што е огромна кај што ги чуваат тие. Вака како се сјативме сите. И ја тука некако у некоја позиција дојдов, не можев нели прв да дограбам од безценитите кобасици, и така секунда, две, знаеш, вртам глава вака да видам позиција добра, да пружам рука, знаеш, да извлечам кобасица. Кобасица. Многу педерски звучиш. И додека гледав позиција да фатам, да фатам кобасица, и ја добив епифанијата. Човече, викам, шо правиш? Шо правиш? Знаете на шо ми текна? У секундата, додека ми текна, викам, човече, бевме у Хрватска 2004, може сум ја кажал, приказнава денови на драмски театар, у Загреб, у Гавела театар, престижен театар. Дани драмскog театра, баш не казалишта, дани драмскog театра у Гавели. И бевме тамо со 4 представи, 4 дена. Значи, како да ви кажам? На прайм тајм на вести хрватски, мајка ми се јави од Скопје, пошто ние не гледавме тоа, имавме време да гледаме телевизија, а пошто тогаш ние фаќавме хрватска телевизија. Овде мајка ме, знаеш, гледала, пошто нели синов у овако, и да види дали има некој извештај за гостувањава. Човече, секоја вечер на прайм тајм вестите, што им се кога им се таму 8 саат, 7 и пол, појма нема. За драмски театар, известување за јавноста дека нема повеќе карти, дека картите се распродадени.
да не се ствараат гужви пред каса, дека нема, дека ова, дека она. Имаш и еден случај, јавија некој на црно тапкарош. Продал каре драмски театар. Тоа е едниот дел. Вториот дел од приказната е играме со Кандид у земјата на чудата, настапуваме една култна представа наша, да? Без титул. Нема титул на хрватски. Луѓе, све разбраа. Дури реагираа на места кај што скопската публика немаше сенс да реагира, а они реагираа затоа што поминаа ни седни такви премрежи у 90-тите, да и тој им беше тој дел што беше поврзано со тие нивни премрежи од смешната страна им беше многу смешен, имаше реакции. Тука дури и скопската публика кај што немаше такви реакции, има бурни реакции. И заврше представа, играме после уште тамо 1, 2, 3, 4, 3. И после ова Кандид. Значи Мустафа Надаревич, седиме од тој театарското бифе. Мустафа Надаревич, он ХНК, мислам глумец од Хрватско народно казалиште, дојде, мислам ги гледаше сите представи, он и тоаш после Кандид, знаеш. И вика, и дојде со нас, не праша што ке ние седевме тоа четворица на маса, се поздрави со сите. Вика, тој е тај македонски театар кој ми фали свих ових година. И не почасти, очите по едно Балјича. Балјич вика повера коментаров за Балантајнс, така беше, пошто тогаш Балјич беше најголи играч на свет, овој Балантајнс од Балјичко вика ракометар. Овој Синиша Ружич, иначе се у Холивуд глумеше тоа Вила Марија, Мила Марија на времето тие серии. Че он крева вака здравица и вика, желио бих да едно ден глумим као македонски глумци. Значи, да не ви кажем, све тоа вака кој ќе ти поминува секунда у глава, онака, значи гостување што сме имале у Франција, рецимо, тамо некој, после представа исто, бевме 10 дена на драмски театар во Париз, 10 дена 2001. И ми пристапија после представа, баба и дедо уште беа хипици. На времето биле хипици, биле членови на познатиот Living театар. Имаат за Битев играно во Белград представа, за Битев мислам. Значи членови на глумци, членови на Living театарот, култниот познат Living театар у Америка таму. И ми доаѓаат, ми се представуваат, и стварно викам овие живи легенди, човече упознав некој што играл у Living театар у Белград, гостувал иначе од Париз. Мислам, дошле од многу американци, дошле многу години живеат у Париз. Мислам баш онака како французи се они више. Од не знам која 70 и некоја година дошли у Париз. Уште не беа земени дечко и девојка како што биле тогаш у хипи време. 100 години, нема везе. А не, ова беше добра, порано беше ова 2001, нема врска. И ми викаат, знаете, вика, ваков театар ни фали овде, вика, во Париз 30 години. Тоа ми кажа. И така, кидаш по земјиве, Русија, кај сме биле тамо, Египет, Бугарија, Србија, да не зборам ова. Мабе Србија се секојаш малце понадмени во однос на нас. Така се. Да, нема врска. Менталитети разни. И ова ми помина низ глава кога чекав да се фатам за некој од кобасиците. И како ми помина вака, вика, ке ти еба мајката у пичка, кај стоиш бе, човече? Тамо си представувал држава своја на многу места, си добивал комплименти, до кобасици бе, дојде да се тепаш тука, да се туркаш, да земеш кобасици на некој попуст тамо, не знам, бајги беше попустот до душа, не знам од колку на колку симнати. Факин кобасица. Пуја, зага викам. Се устрамив од сам себе, да ти кажам. И си искочив, ни кобасици, ни ништо, дури мислам дека сега, после она вчера, дека ја не знам дали некад ќе пробам па кобасица во живот. Не верувам, искрено. Оти секојаш ќе ми текне на оваа епифанијава,
што доби вчера и тоа што ми се деси утинекс. Иначе Стојанче свака част. При живот у песни го пеа. И допрва ќе има изгледа песни. Ова е само почетокот. И тоа песнова е, човече, позад музичката подлога е топ. Некој рок цврст онака, дечково не знам кој пее у пичку матерно, ја пее баш рокерски онака. И на бетон со мочка име да си напише, може, чувај ми го Стојанче, оде до Боже, чувај ми го Стојанче, оде до Боже, така нешто иде тој фазон. Fuck, ей. Не е битно у кој контекст ќе те опеат. Штом те стават у песна, ти си популарен. Штом за тебе песна напишат, ти си мега популарен, значи. Нема кој не те знае. Тоа е поентата. Што се однесе, само да кажам, пошто го спомнавме Стојанче, овој пут пократок ќе бидам, со пожариве, фино да видиш такви наслови, можно е зад пожарите да стојат, зад многу пожари да стојат членови на СДС. Интересна индиција. Ако се утврди тоа, со постапката против овој што го фатија членов на СДС, ќе биде доста интересантно. Сите новинари да нагрнат како ние на кобасиците у тоа норвешкиот наш маркет, да нагрнат према Бихачка вака, па еден по еден да ги прашуваат како, зошто, кој ви тоа кажа да направите така. Тоа е многу интересно ако се утврди. Ако се утврдат некои работи. Па да видиме кој све палел пожари, почнувајќи од Кочани па навака. Дали намерно, дали ненамерно. Тоа све да утврди истрагата. Ќе биде интересно. Тогаш да видам у која дупче ќе се пикна да се скријат. А вие, драги мои, немојте никогаш да се тепате за кобасици на попуст. Кобасица може да се најде секаде.